Добродојдовте во уште едно ново издание на Урбаните вести на МТМ телевизија, кој ги започнуваме со веста дека Скопје гори 2013 на Скопското кале оваа година се одржува на 14 јуни. Останете со нас, следуваат и останатите содржини за денеска. Градоначалникот Трајковски ги додели наградите на најуспешните на ликовната манифестација Виниче 2013. Од 14 до 23 јуни Баскерфест во Скопје. Матурантите денеска го полагаа вториот предмет од државната матура. 2009-2013 период на подобрување на механизацијата во јавните предпријатија. Отворен нов шелтер центар за жртви од семејно насилство. Најуспешните ученици на традиционалната ликовна манифестација Виниче 2013 беа наградени од страна на градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски во неговиот кабинет. Останатите учесници на оваа манифестација добија дипломи и благодарници за учество. Томислав Атанасовски. Кон крајот на минатиот месец мај во манастирскиот комплекс Свети Илија во населеното место Виниче по традиционален 8ми пат општина Газибаба ја одржа ликовната манифестација Виниче 2013, на која учествуваа учесници од основните училишта од општина Газибаба и членови на ликовните секции. По тој повод, денеска градоначалникот Тони Трајковски најдобрите на оваа манифестација ги преми во неговиот кабинет, а на најуспешните им додели награди за најубави ликовни творби изработени на ликовната манифестација Виниче 2013. Општина Газибаба во соработка со основните училишта традиционално по 7ми пат ја организира оваа ликовна колонија во селото Виниче, каде што има идеални услови за да се искаже талентот во делот на ликовната уметност. Исто така, денешниот ден го искористивме во разговор со наставниците и со учениците да малку повеќе општината и основните училишта земат ангажман во наредниот период за поголем број на организирање на манифестации, изложби, каде што ќе може да дојде до израз талентот на нашите ученици. Во една општина Газиба може да најави дека во наредниот период ќе обезбеди просторија за изложби каде што ќе можат учениците да оние дела кои што ги подготвуваат во основните училишта ги изложат, и посебно денеска ме радува што дел од овие ученици продолжуваат и во понатамошното свое образование во средните училишта да се насочуваат во уметничкото училиште, односно да одат да продолжат со образование во делот на ликовната уметност. Тоа говори дека имаме талентирани ученици, затоа нашиот ангажман ќе биде тие ученици да ги препознаеме и да ги им овозможиме за да си го искажат својот талент. Јас сум од училиштето на Охридски, 8 оделение што завршувам сега. Понатамошно сакам да продолжам во ликовна уметност, ликар во Лазар Личеновски. Темата за која цртавме во манифестацијата Виниче ми беше портрет и многу сум задоволна од тоа што го прави градоначалникот за нас. На доделувањето на наградите со учениците присуствува и нивните наставници по ликовно образование. Наградите ги добија учениците Сања Мајнолева од 8 оделение од Основното училиште Наум Охридски, Моника Атанасовска и Ферузе Асенова од Основното училиште Дане Крапчев, Анастасија Апостолова од Основното училиште Кирил и Методи и Семира Дураковиќ од Основното училиште Братство и единство. Сите учесници на оваа традиционална ликовна манифестација и во ликовниот и во културниот дел од градоначалникот Тони Трајковски добија дипломи и благодарници за учество. Љубителите на уличните атракции од 14 до 23 јуни ќе имаат можност да уживаат во акробациите на 100 улични изведувачи од преку 20 земји во светот, во рамки на 8-то издание на Баскерфест. Од оваа година фестивалот се проширува и во другите градови низ Македонија. Од 14 до 23 јуни скопјани имаат можност да уживаат во 8-миот поред уличен фестивал Баскерфест. Оваа година спектакуларното отворање на 14 јуни ќе го изведе италијанската група Il Posto на зградата на Веро Центар со акробатски вертикален танц на фасада во 20 часот и 30 минути, а од 22 часот забавата се сели на Порта Македонија. Годинава на 8-миот Баскерфест ќе учествуваат над 100 артисти од преку 20 земји од светот и со преку 30 концерти.
За подетално информирање на граѓаните испечатени се 50.000 весници со програмата на Баскерфест кои ќе бидат дистрибуирани во дневен весник. Организаторите на Баскерфест за оваа година најавија уште еден новитет на овогодинишното издание на фестивалот, а тоа е турнеја низ цела Македонија. Односно, фестивалот ќе се одржува во 13 градови низ Македонија, од 12 јуни во Гевгелија па се до 3 јули кога завршува фестивалот во Дојран. Баскерфест оваа година решивме да биде дел од еден караван или да го смениме името од Баскерфест Скопје на Баскерфест Македонија. Почнуваме на 12 во Гевгелија, завршуваме на 3 во Дојран. Значи една турнеја која се надевам дека ќе уживаат граѓаните на Република Македонија. Уличните фестивали се значајна културна атракција во многу земји, па затоа град Скопје и оваа година се јавува како покровител на фестивалот и од својот буџет одвои 900.000 денари за поддршка на Баскерфест. 8 години поред 10 дена артисти улични артисти од цел свет доаѓаат по улиците на град Скопје, на плоштадот Македонија и сметам дека граѓаните на град Скопје од мали до возрастни можат да најдат разонода и забава за сите овие 10 дена. Музичката програма оваа година е збогатена со голем број на музички бендови, рап, реге, рок и етномузика. На свеченото отварање пред Вероцентарот ќе се представат и останатите настапувачи со кратка изведба на своите точки. Нови 22 наслови од владиниот проект за превод на 1000 стручни книги кои се користат на првите 10 рангирани универзитети во светот според Шангајската листа беа промовирани денеска, со што вкупниот број преведени, отпечатени и дистрибуирани учебници од овој проект достигна 809. На денешната промоција 47 од почетокот на проектот во 2009 година беа представени изданија од областа на предприемаштвото и иновациите, медицина, ветерина, правни и економски науки, архитектура, градежништво, транспорт. Премиерот Никола Груевски истакна дека со нив македонските студенти имаат лесен пристап до врвна научна мисла, зашто делата од современи познати светски автори им се овозможени на мајчин јазик. Проектот влегува во завршна фаза, опфатени се сите научни области и во секоја од нив веќе има десетици нови книги. Низ сите средни училишта низ државава денеска се полагаше вториот изборен предмет од државната матура. Годинава за полагање на државна матура биле пријавени вкупно 19.289 кандидати, од кои најголем број полага англиски јазик. 16.498, а за предметот математика бројот на пријавени ученици е зголемен за разлика од минатата година за 0,05%. Односно, математика денеска полагале 2184 ученици. Останатите полагаа филозофија, естетика, француски и германски јазик. Ивана Митковска. Во средните училишта низ Македонија денеска се полагаше вториот изборен предмет од државната матура. Тестирањето по странски јазик или математика, односно естетика и филозофија, траеше цели 3 часа. Од Средното електротехничко училиште Михајло Пупин изјавија дека денешната втора фаза од државната матура била спроведена без никакви проблеми. Денес во рамките на полагањето на државната матура за учебната 2012-2013 година се реализира вториот испит од екстерните испити, поточно математика и англиски јазик. Како и во саботата и денес полагањето се одвива согласно правилникот за полагање на државната матура. Денес во нашето училиште полагаат 104 ученици, од кои 82 ученика се на наставниот предмет англиски јазик, а 22 ученици се на наставниот предмет математика и тоа основно ниво. Како средно електротехничко училиште за очекување е нашите ученици својот интерес за полагање на екстерен испит да го насочат кон математика. Но она што ни покажува времето и искуството е тоа дека практично учениците во се поголем број се пријавуваат за полагање на англиски јазик. Како и во минатите години очекувано и годинава е помал интересот за математика отколку за странските јазици. За математика основно ниво пријавени се за 0,05% повеќе ученици во споредба со минатата година, односно 2184 ученици, а само 13 ќе полагаат математика напредно ниво, што е помалку за 6 матуранти или пат за 31,9%.
Кај странските јазици зголемен одзив има за англискиот и германскиот јазик, а намален за француски и руски јазик. Англиски ќе полагаат 16.498 ученици, односно 1,59% повеќе од минатата година, а тест по германски ќе полагаат 212 ученици, што е за 42,2% повеќе од минатата година. За француски јазик пак бројот на пријавени опаднат, ќе полагаат само 188 матуранти, 36,2% помалку од учебната 2011-2012 година. И за тестот по руски јазик има послаб интерес. Ќе полагаат 46, односно 20 ученици помалку од лани, што е опаѓање за 30,3%. Матурантите од училиштата на уметностите за изборен предмет ги имаа филозофија и естетика. За 50% помалку пријавени има за предметот филозофија, односно 12 наспроти ланските 24 ученици, а 76 или 22,5% се зголемил бројот на ученици пријавени за тестот по естетика. Годинава за полагање на државна матура се пријавени вкупно 19.289 кандидати. Во саботата тие го полагаа првиот дел од испитот, задолжителниот предмет мајчин јазик, македонски, албански или турски и литература. Матурантите кои нема да ја положат државната матура или ќе положат само еден предмет во јунскиот испитен рок, ќе имаат втора можност на следниот рок на 13 август мајчин јазик и на 15 август изборниот предмет. Меѓутоа, од Средното електротехничко училиште Михајло Пупин потенцира дека очекуваат сите нивни ученици успешно да ја положат државната матура. Ние очекуваме нашите ученици успешно да ја положат државната матура, односно екстерните испити. Доколку се случи такво нешто да некој не успее да го положи, тогаш останува во август да повторно се обиде да го положи испитот кој што не го положи. Денешното тестирање го наблюдуваа околу 2000 наблюдувачи, а првите резултати се очекуваат за 1 месец. Незадоволните кандидати имаат можност да поднесат приговор кој исто како и лани ќе чини 1000 денари. Ова е 6-та генерација која полага државна матура од нејзиното воведување. Положената државна матура е услов за сите матуранти кои сакаат да го продолжат своето образование во високо образовните институции. Значително е подобрена работата на јавните предпријатија на град Скопје, пред се благодарение на новата механизација, тврди скопскиот градоначалник Коце Тријановски. Заслуга за поубаво Скопје имаат и сезонските работници. Елизабета Дамјановска. Од 2009 година до сега, состојбата со хигиената во Скопје драстично е променета, благодарение на подобрената механизација, посочува скопскиот градоначалник Коце Тријановски, нагласувајќи дека старата и нефункционална опрема не можела да одговори на ниво на задачата. Тријановски додаде дека за потребите на комунална хигиена се набавени 60 нови камиони и 60.000 пластични канти за домакинствата, а за паркови и зеленило се набавени 40 машини и возила, а обновен е возниот парк и во другите предпријатија. Сме во многу подобра состојба него што бевме во 2009 година, бидејќи сега нашите јавни предпријатија се добро опремени со механизација, комунална хигиена целосно ја опремивме со камиони за собирање на смет, со канти за домаќинство, исто така со камиони за миење на улиците. Градоначалникот на градот Виена, господин Хојпол, ни додели 3 возила, од кои што 2 возила се за собирање на смет и едно возило мултифункционално за миење на улици, кој што и за други градежни работи кој што ќе биде дадено на јавното предпријатие улици и патишта. Поопремено е многу јавното предпријатие паркови зеленило со многу машини за косење на трева, со камиони и со друга механизација, така да веќе многу поподготвени доаѓаме во местните заедници и во општините и сметам дека на овој начин ќе зголемиме нашата мобилност, значи мобилноста на јавните предпријатија, мобилноста на вработените во градот Скопје.
Периодов актуелни се и сезонските работници, кои со косење и поливање на тревниците, уредување на жардинирите, метење и чистење на плоштадите, тротоарите и улиците придонесуваат за почисти општини. Надлежните информираат дека ги ангажираат во периодот од април до декември. Во некои јавни предпријатија и општини има по околу 100 сезонски работници. Во јавното предпријатие Паркови и зеленило се ангажирани 81 сезонски работник, додека 114 се распоредени во јавното предпријатие Комунална хигиена, додека пак општините ангажираат различен број на сезонски работници во зависност од потребите. Денеска по втор пат беше промовирана транзитната женска куќа во Карпош, која е намената за итни случаи жртви на семено насилство. Куќата е обновена од средства обезбедени од Ротари клубот и Германската амбасада, а целта е подобро да се чувствуваат жртвите кои доаѓаат во овој шелтер центар. Андријана Димитриевска. Денеска Организацијата на жени на град Скопје свечено ја отвори реновираната транзитна куќа за згрижување на жртвите од семејно насилство. Инаку во функција на Организацијата на жени на град Скопје функционира националната SOS линија 15700 за жртви од семејно насилство, каде жртвите можат да се јавуваат за да добијат помош или пак некој совет. Наредната година SOS линијата ќе одбележи 20 години од своето постоење. Ротари клубот и Германската амбасада се заслужни за донацијата која беше наменета за реновирањето на транзитната женска куќа, која претходно, како што изјавија од Организацијата на жени на град Скопје, беше во катастрофална состојба. Со донацијата е извршено комплетно реновирање на куќата. Стариот и оштетен пархет е заменет со ламинат, старите кревети се заменети со нови гарнитури, нови шкафчиња, нова кујна, врати, прозорци и се останато што е потребно за помош на жртвите од семејно насилство. Инаку ние сме Организација на жени на град Скопје, каде што функционира националната SOS линија 15700 за жртви од семејно насилство. До година ќе правиме веќе 20 години од постоењето на SOS линијата. И многу ми е драго што дојдовте на овој настан поради тоа што многу одамна требаше ова да се случи, али поради, знаете, финансиските кризи, донациите се помали, али за среќа при еден контакт со Ротари клуб и Германската амбасада, они се сложија да ни донира, значи да направиме на комплетно реновирање на ова мала транзитна женска куќа, поради тоа што сместувајќи ги жртвите веќе овие 50-18 години, навистина се руинираше просторот, навистина веќе не личеше, сепак нели жртвата која ќе дојде сака и она да се почувствува малку добро, барем нешто да има добро, нели, да не оди некаде кај што и таму нема да се чувствува добро. Координаторката на Организацијата на жени на град Скопје, Нена Смилевска, информираше дека на SOS линијата секојдневно се регистрираат од 4 до 6 повици. Сите тие повици не се само од семејно насилство, се јавувале различни јавувачи. Секојдневно на нашата линија има од 4 до 6 повика. Сите тие повици не се секој пат од семејно насилство. Се јавуваат различни јавувачи. Од деца кои се травматизирани при состојби домашни у дисфункционални семејства, кога обично таткото е насилник, а мајката е обично жртва и они се изложени на тие трауми. Потоа, у последно време што загрижува доста е, како да кажам, насилството од децата врз родителите. По втор пат, градоначалникот на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич додели еднократна парична награда за талентирани и надарени ученици од областа на спортот, културата, науката и уметноста. Беа доделени парични награди за 168 ученици, од кои 77 за спорт и 91 за образование. Општина Киселавода во изминатиот период беше високо оценета од реномирани и релевантни институции, како општина која најмасовно се залага за поттикнување и организирање на училишниот спорт. Со исто внимание, општината е посветена и на образованието, културата и уметноста преку низ активности во текот на годината. Целта на овој проект е општината да ги стимулира надежите и перспективите, да продолжат да постигнуваат резултати во сите општествени области, да бидат достојни граѓани и да ја представуваат општината, градот Скопје и пред се Република Македонија со своите резултати на секаде низ светот. Општина Киселавода искажа благодарност до директорот на градската библиотека Браќа Миладиновци, господинот Бранко Цвитковски. Градската библиотека Браќа Миладиновци за оваа пригода донираше книги, лектири и раскази, кои им беа подарени на наградените талентирани и надарени ученици. Милан направи напори да го доведе Карлос Тевес од Манчестер Сити ова лето. Ова е само најава за спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.